Поради појава на позитивен корона тест во Штип е затворена уште една текстилна фабрика, седма поред. Вкупно денес од работа дома беа вратени 250 работнички од оваа фабрика и тие ќе бидат одреден период во самоизолација, а потоа и тестирани на COVID-19. И таа конфекција ќе влезе во редот на овие од претходно, кои што ќе чека ред за тестирање во наредните денови, а веднаш после излегувањето на резултатите, тоа е најбезболниот момент, секој оној кој што е негативен, веднаш ќе може да се врати на работа. Текстилните конфекции во Штип станаа жариште на корона инфекцијата откако заболена прво се појави во една фабрика. Истата од страна на сопственикот веднаш беше затворена, а потоа поради користење на заеднички превоз на барање на кризниот штаб се затворија уште 5. Денешната фабрика е седма поред во Штип на која времено се ставаа клучна врата. Во меѓувреме во тек е тестирањето на вработените во останатите 5 фабрики кое треба да заврши до 6 јуни. Мислам дека е добро, затоа што секој треба да си знае дали е носител на вирусот. Мислам дека е добро што го прават масовно тестирање. Лично за мене, јас отисам со дете до 10 годишна возраст, значи седам дома, меѓутоа јас сум дел од фирмата и викнавам за тоа да ме тестират. Лично за мене не би требало, затоа што дома сум си со своите со децата, не сум имала никаков контакт со другите. Состојбата со ширењето на заразата во Штип го доведе и националниот координатор на општинските кризни штабови Бујар Османи. Одовде тој најави именување на одговорно лице, така наречен ковид координатор во сите приватни и државни институции со повеќе вработени. Чие што единствено работни задачи ќе биде внимавање за имплементирање на протоколите. Очигледно дека инфекцијата се шири во моментите на помалку внимание и помалку контрола во овие колективни компании и институции. И сметам дека доколку ова се воведе во институциите, дали се приватни или државни, значително ќе можат да се заштитат и вработените, но да се заштитат и компаниите од затварање и економски загуби. Денес се регистрирани 12 нови случаи на корона позитивни лица од источниот регион. Од нив 7 се во Штип и 3 во Чешиново, Облешево, сите поврзани со вработени од штипските конфекции. Скринингот на вработени во градинките пак покажа позитивни резултати кај 2 лица во Проби Штип. Станува збор за позиција, едната особа е на работно место хигиеничар, другата е неговател. Во текот на денешниот ден се исконтактирани сите лица кои што биле во контакти во изминатиот период. Значи веќе се во, да кажам, изолација, односно се стават во изолација околу 11 лица. Поради состојбата со корона инфекцијата, Светската здравствена организација Штип го стави на листата на епидемиолошки најзагрозени градови во Македонија. Тој е категоризиран во така наречената трета критична фаза, но која е контролирана и локализирана. До попладнево во Штипската болница имаше 16 пациенти, но доколку бројот на заболени се зголеми, се размислува и за проширување на инфективното одделение. Инфективниот оддел при клиничка болница Штип има 35 кревети кои што ќе бидат ставени во функција, значи со оваа бројка некаде сме малку под 50% на зафатеност на леглата. И доколку се јави потреба, тоа не би го посекал, меѓутоа не мораме да бидеме спремни. Нервниот оддел за нервни болести во нашата болница, кој што е, знаете, во иста зграда со инфективниот оддел, ќе биде евакуиран на друго место и нивните дополнителни 15-16 кревети ќе бидат ставени во функција на прием на пациенти. Планови има и доколку пациенти со тешка клиничка слика мора да бидат третирани во Штип. Ние мораме сценарија да се спремаме, дојде ситуација кај што ние ќе мораме да тешки пациенти третираме на интензивен третман, на респиратори и така натаму. Имаме 6 или 7 кревети кои што имаме централен довод на кислород, имаме респиратори каде што би пружиле и таков вид на здравствена заштита, меѓутоа тоа е во екстремни ситуации. Од друга страна, се поагресивни се антикорона кампањите кои кај населението ја разнишаа довербата, па дури и отидоа дотаму да се јави неверување во постоење на вирусот. Не знам, едни така кажат, едни овака кажат и кој да веруваш, тоа е. Јас не верувам. Не верувам ова. Не верувам дека постои вирус. Поради ова, од кризниот штаб најавуваат мобилизација на сите ресурси во борба со лажните вести. Лажните вести и различните манипулатори успеа да ја искористат психичката замореност
и фрагилност на граѓаните и да им наметнат идеи дека вирусот не постои, за да денеска тие се запознаваат со вирусот на најлош можен начин, преку болест, преку загуба на најблиските. Разговаравме со градоначалникот и за можноста за реактивирање на локалните штабови на ниво на урбани заедници, на ниво на местни заедници. Сега е време за ангажирање на локалните авторитети. Не е време за да се расправаме, да се објаснуваме дали вирусот постои или не. Јасно е дека вирус има и дека постои, го има помеѓу нас, и го има во градот, и гледаме дека секојдневно ни се појавуваат нови случаеви. Не е време за препукувања, не е време за објаснување по социјални мрежи, не е време за партиски препукувања и препукувања по било кој друг аспект. Крајно сериозна е состојбата и ако сериозно ја сватиме, многу брзо и ефикасно ќе излеземе од оваа криза.